Робусна акција и ресет на судството кои што треба да помогнат да се врати довербата на граѓаните во системот и да се направи чистка, ке се случат по локалните избори. Премиерот Христијан Мицкоски не отстапува од намерата да се прочистат судството и обвинителството, откако што вели контаминираните поединци кои ја сведоа довербата во институциите на поразителни 2%. Па 2% имаат рейтинг, зарем не заслужуваат робусна акција. Со 2% рейтинг треба да се заменат дома, не да барат повисоки плати и повисоки буџети. Не зборам за сите, да се разбереме, има неколкумина таму измеќари кои што го контаминираат целото обвинителство и судство. Со 2% рейтинг треба да се заменат дома. Кога јас би имал 2% рейтинг, би се заменал, не би се занимавал со ова што се занимава. Предходно, лидерот на СДСМ Венко Филипче остро реагираше на најавите на премиерот за ресет на системот. Тој го обвини Христијан Мицкоски дека не сака реформи во правосудството, туку дека сакал судство скроено по свој терк, како во времето на неговиот предходник. Да престане да се заканува што ќе правел после изборите. Да не мисли дека ќе молчиме ако решил да го партизира судството. Тоа нема да се дозволи. Или ќе има темелни реформи, па нека одговарат сите што грешеле, или нови судии од тефтерчињата на Белата палата нема да дозволиме. На републичкиот обвинител Љупчо Коцевски, иако му е изгласана недоверба од парламентот, тој и натаму е на функција. Судиите и обвинителите пак реагираат дека владата не им дава доволен буџет за да функционираат. Кубурат со кадар, нисто така се борат и за повисоки плати, иако имаат двојно поголема плата од просечната.